Почитувани, пожарот кој настана поради експлозија на енергетскиот трансформатор на блок 3 во РЕК Битола е пресликување на начинот како СДС ја туркаше Македонија во бездна од која тешко ќе излеземе ако ВМРО ДПМН не ја преземе ситуацијата во своите раце. Имено, прецизните информации за причините за пожарот го говорат следното. На сликата јасно се гледа дека стручните служби во РЕК Битола, кои вршеле интерна ревизија на трансформаторот, во запис доставен до раководството на РЕК Битола, предочиле дека постои ризик од пробив на високонапонски проводен изолатор. А токму ова, почитувани, е причината за пожарот на трансформаторот. Пробив на високонапонскиот проводен изолатор на трансформаторот на блок 3. Оваа причина и актуелното раководство на ЕЛЕМ ја посочи во официјалното соопштение до јавноста. За да биде несмасноста на раководството поставено од СДСМ во РЕК Битола поголема, тие одобриле овој трансформатор да биде во погон и покрај предочените проблеми. Вакви импровизации во енергетиката се одлика само за време на владење на СДС. Во моментов, блок 3 е надвор од погон. Неговото санирање може да трае и 1 година. За жал, неработењето, криминалот и нестручноста на СДС доведоа до уште една катастрофа во македонскиот гигант РЕК Битола, кој наместо да биде пример за успешно работење, во моментот едвај се држи на нозе. Почитувани, раководството на ЕЛЕМ е целосно неспособно и нестручно и воопшто не се грижи за правилно одржување на целата постројка. Македонија е длабоко навлезена во енергетска криза. Цената на електричната енергија на берзите е многу скапа, а ние немаме собствено производство, како поради нефункционалните производствени капацитети, што е последица на нивното неодржување, така и поради немање суровини за производство. Нема ископ на јаглен и нема вода во акумулациите. Електроенергетскиот систем од неговото постоење до денес никогаш не бил во полоша состојба. За ваквата негрижа и неговото уништување, владата, предводена од СДС, мора да сноси одговорност. Благодарам.